Неодамна, во Културно-информативниот центар на Скопје се одржа неговата втора ретроспективна изложба. За предизвиците со кои се соочува во професијата, за нејзиниот избор и специфики, од разговорот во Култ култура, почитувани гледачи, со доајенот на македонската фотографија Александар Кондев. Александар, добар ден и добре дојдовте во Култ култура. Пред 10 години се одржа вашата прва ретроспективна изложба во Чифте Амам при Националната галерија на Македонија, а неодамна и втората ретроспективна изложба, како што реков во најавата, во КИЦ. Што ве мотивираше на овој потек да направите уште една ретроспектива? Јас сум еден од ретките фотографи во Македонија кој имал ретроспективна изложба, не една и втора. Зошто? Тоа 2015 се погоди со моето пензионирање, што значи тоа е едно заокружување и на творечката работа, ама и на мојата активност во општеството. Меѓутоа, место да се затворам дома и да идам во паркот на жената борец да играм дама, ја продолжив активно да работам, дури направив повеќе материјал од до тогаш. Значи, од мојата 50-60 годишна активност, за 10-12 години потполна посветеност на креативната фотографија, направив повеќе. Меѓутоа, на оваа изложба задржав повеќе од 30% стари фотографии, веќе ако е ретроспектива, треба и да се знае што е работено порано. Меѓу фотографиите на ретроспективната изложба беше една насловена Дзиркачи. Вас ве врзува една интересна анегдота или сознание, би рекол, поврзано со таа фотографија, па би сакал во оваа пригода да ни го раскажете тоа што сте го доживеале и виделе на камениот мост, каде што е направена фотографијата. Таа фотографија направив како документ за нашиот камен мост. Камениот мост е архитектонско и конструктивно ремек дело. Во централната стопа на камениот мост, кај што е стражарата, таа е внатре шуплива и внатре има пушкарници за да го штитат мостот од напади од реката. Кога го отворивме мостот, внатре откривме прво еден огромен куп на гранки, кај што чавките се гнезделе, кои влагале низ пушкарниците, а после тоа, кога ги тргнаа наеднаш вработените, рекоа, абе овде има некои кути. Дојдовме и што гледаме? Кути на кои пишува Алфред Нобел, екразит, 1944 година. Одма свативме дека тоа експлозив, кај што германците го спремиле мостот за минирање, меѓутоа со електричен детонатор некој ја прекинал жицата и не видел што има долу. Тоа се случува 30 години после ослободувањето на Скопје. И кога дојде специјалистот, јас му викам, експлозив за ништо не чини. Не чини, само малце посоли на коската, фрли кибриче, пршти. Таа слика покажува, ние го заградивме отворот, публиката да не се провоцира. Веројатно и овој не е ни публикуван на овој податок. Меѓутоа, нашите скопјани, тоа збори за нашите скопјани, се ги интересира. И затоа ја нареков онака во скопски сленг дзиркачи. Меѓу фотографиите на изложбата беше еден циклус насловен Скенограми, станува збор за експериментална фотографија, па со што ве мотивира тој аспект да истражувате, односно да експериментирате преку фотографскиот објектив?
Скенограмот беше експеримент, го работам уште, да откријам тајната и структурата и убавината на природните нешта, ама не снимени со фотоапарат, туку со мојот скенер кој го користам за скенирање на негативи. И тоа се латици од цвеќења кои се скенирани како филмови. И наеднаш кога ќе го скенираш, ти добиваш една внатрешна структура. Тоа не е микроскоп. Тоа не е фотоапарат. И едноставно самото откривање представува сензација и за моето око, а и задоволство. Од детството започнавте да се занимавате со фотографија, но потоа преминавте на филмот. Експериментален, анимиран, игран и документарен. 1967 година за вашето дебитанско остварување Ден како секој ден, бевте наградени на Републичкиот фестивал на анимиран филм, па како се случи тој пресврт? Фотографија, филм и повторно фотографија со која останавте активен во професионална смисла до денес? Јас сум изразит индивидуалист. Филмот бара колективно работење. Значи, потенцијално конфликт. И за тоа реков, ќе студираме економија, а фотографијата ќе ми биде задоволство. Како студент на економскиот факултет членувавте во фотоклубот Вардар, а подоцна бевте еден од тие што го формираше фотоклубот 25 при Домот на млади 25 мај, денес Младински културен центар. Таму и изложувавте, но и бевте педагог, предававте фотографија. Пошто ги паметите тие години од вашата работа? Релативно млад, да имаш енергија, да трчаш, да работиш, а релативно возрастен, да имаш одредено животно искуство. После армијата и тогаш се вработи во фотоцентар. Имав добар колега, Роберт Јаки. Роберт дојде малце покасно, меѓутоа заедно ги едуциравме. Со таа разлика што ја бев смирен, по-педагошки, а он беше полн со идеи, со темперамент. Тоа е до карактерот на луѓето. И тогаш се случува многу големи работи во Домот на младите. Беше джез фестивал, АФЕС, МОД, Пралипе, она наша сцена тогашна, што ја имавме, рок сцена, неверојатно јака. И ние живееме, што се вика, чопоративно, така. Тоа е наш тогашен термин. И не знаеш кој е филмаджија, кој е фотограф, кој е моделар, а кој е музичар. Сите. Со Гаро, со Владко, со сите. Таму живеевме, имаше една пицерија, имаше едно бифе и ти од сабајле до вечер можеш да го исполниш денот. На Факултетот за ликовна уметност во Скопје во периодот 1994-2001 предававте фотографија. Па што ги учевте студентите? Што е најважно за да се направи една добра фотографија? Ја им реков, јас ке ве воведам во фотографија. Ама првим да разговараме за креативниот дел. Што е уметност, а што е кич? Стојат ме гледаат. 3-та година на ликовна академија. Не расчистен поим. Зашто ако не им го кажам тоа, не можат да го сватат времето што го имаме во фотографијата, а што го немаме во сликарството. Времето е еден од битните фактори. Време, перспектива, боја, боја на светло и така натака. Пооднатака ги воведува во техниката на фотографирањето
и им дава задача без моја асистенција да прават грешки. Ама како ние ќе направиме грешки? Направите грешки. И они фактички преку нашата дискусија, преку дефинирањето на грешките, преку правењето на работните задачи, посебно за онаа изложба што беше во мај, оформивме една добра група луѓе. Од 1989 година имате статус на самостоен уметник, па тешко ли е да се живее од фотографија во Македонија? Каков е односот на државата кон професионалните фотографи? До појавата на дигиталната фотографија, дури можеш. Јас и мојата генерација го видовме најубавото време за фотографијата. Македонија имаше фабрики и ние работевме за фабрики. Државата нас не ни беше должна, ама ништо. Имавме доволно приходи. Пази, Македонија имаше преку 20 текстилни фабрики. Тоа се модни реви, картони, рекламни паноа и така натака. Македонија имаше преработувачка индустрија. Секој производ мора да има кутија. Ако има кутија, мора некој да ја фотографира. Дали јас или некој друг не е битно, ама во Македонија екзистира преку 20 професионални фотографи. И сето тоа пропадна со транзицијата, кога фабриките се затворија. Меѓутоа, жалам што многу талентирани и способни фотографи, креативни, изгубија волја или животот ги притисна. Не ги осудувам. Престанаа да работат, а во мојата струка, ако престанеш, многу тешко можеш поново да почнеш. Ја имав храброст, цената ја платив, зашто ништо не можеш да добиеш во живот, ако не го платиш. Останав во рамките и на мојата аматерска организација Фотосојузот на Македонија и лани го заокруживме целиот креативен процес со тоа што оно што не го направија галериите и музеите, направивме дигитална база на податоци за фотографиите и фотографијата во Македонија и направиме за прв пат монографија на македонската фотографија. Тоа е за мене голема работа, не сум сам јас, тука е ангажиран Златко Теодосиевски како стручен соработник, тука се ангажирани и колегите фотографи. Знаете, да се соберат фотографии од автори како еден Дрнков, Билбил, Цветко Иванов и така натака, тоа е страшна работа. Едноставно ги нема и фотографијата пропаѓа. А Македонија со тоа го губи своето визуелно паметење. Иначе, да резимирам, оваа година е јубилеарна. Славиме 170 години на тлото, фотографија на тлото на Македонија, а никој не најде од професионалците кои имаат плата од Министерство, тоа да го обработи. Жално. Еве, ова ќе биде повик да се случи. Александар, јас ви благодарам многу за разговорот. Многу и вас ви благодарам што ми дадовте простор. Тоа беше, почитувани гледачи, Александар Кондев во Култ култура, а вие останете на фреквенцијата на телевизија Телма и имајте убав ден.